Почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници на Собранието на Република Македонија, пред се почитуван македонски народе. Збориме за предлог за министри во новата влада и сосема јасно е дека се во оваа расправа диференцира две коалиции. Коалицијата на власта во суштина само наивен, неедуциран и коруптивен политичар не може да види дека во суштина во позадина се бутка еден руски излитен проект за голема Сан-Стефанска Бугарија. Нема полесна работа за русите под превезот на ЕУ коалиција да буткат своји проекти на Балканот и да вршат русизација на Балканот. Зашто ја тврдам оваа теза? Да расчистиме. Каде се историските факти? Кој ги дефинира прво историските факти во Бугарија? Тоа се БАНУ и руските инсталации во Бугарија. Моето прашање е многу едноставно. Зошто јавно не излезете со фактите, односно со позициите на Бугарија? Тоа се опасни тези, излитени руски тези кои ја загрозуваат безбедноста на Балканот. Имате две опции. Ако излезете со овие тези пред изборите, тоа ќе го види и народот, ќе го види Европската унија, ќе го видат САД. Сите ќе видат во суштина што се крие за оваа политика. Втората теза, која е многу поверојатна, ако излезете со овие тези после изборите, ќе биде јасно. Ќе биде касно за Република Македонија и се ќе се сведе на блокади, недоразбирање помеѓу Македонија и Бугарија кои ќе траат со векови и сите дипломати овој пораз на политиката ќе го сведат на билатерално прашање кое ќе треба ние самите да го расчистуваме со Бугарија, односно невозможна мисија. Затоа ви спомнав, одиме во слепа улица, условна улица која треба да не одведе во ЕУ, меѓутоа таа улица никогаш нема да ја одведе Република Македонија во ЕУ. Затоа, контра на оваа коалиција, се ствара нова коалиција. Коалиција на народот, работниците, бизнисмените, земјоделците, пензионерите, студентите, спортистите, уметниците. Тоа е новата коалиција која ќе се спротистави на ова што се случува во Република Македонија. Само ветер во грб ќе даде уште една дополнителна коалиција предводена од State Department на Америка. Тоа е коалицијата која ќе се бори против криминалот, корупцијата, провизиите, непотизмот во Република Македонија. Тоа е исто така и коалицијата која нема да дозволи нови изборни инженеринзи во Република Македонија. Господа од власта, Македонија и македонците имаат своји интереси и не смеат да бидат загрозени. Не смееме да дозволиме инсталација на руски излитени политики во Македонија и на Балканот. Мора да имаме гаранции дека корумпирани или неедуцирани политичари нема да ги водат овие процеси затоа што се штетни за Европската унија и за западната коалиција. Наспроти тоа, реалноста е следна. Имаме уценета влада. Најмногу се уценети сите оние кои го дадоа гласот за оваа влада и очекуваа правда, очекуваа мир. Меѓутоа, нити тоа се случи во Република Македонија. Наспротив, секој глас даден за оваа коалиција на власта испадна дека е глас за распродажба на државата. Жалам што морам да го констатирам ова. Премиерот Димитар Ковачевски е поуценет дури и од Зоран Заев.
ако на почетокот имаше некој мал минимален маневрски простор за владата, со оваа нова коалиција едноставно владата има 0% коалиционен капацитет за било што да реагира. Со оваа коалиција едноставно Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема никаков политички маневар. Ќе ви кажам и зошто. Дуи може да ја собори владата кога сака. Дуи го задржува 100% приматот во владата и си реализира 100% партиска политика. Дуи без проблеми може било кој момент да оди на избори. Од сега и Алијанса на албанците ги имаат можноста да ја оценуват оваа влада. За волја на вистината, само до моментот на жртвување на груби, односно редефинирање на Дуи. Во ред се политиките на Алијанса на албанците, меѓутоа и самите ќе се соочат со еден факт. Сите финансии во државата ги користи и ги управува Дуи. Кога ќе покушате да реализирате било каков проект, тој проект ќе биде стопиран од Дуи. Памтејте ми ги зборовите. Еве предизвик. Имате министр за здравство. Ајде да го почнеме клиничкиот центар. Верувајте, тоа нема да се случи. Ке се најдат милиони изговори, милион приоритети и прашање и оваа година дали нешто ќе направиме околу тоа прашање. Се надевам дека ќе го увидите тоа и дека ќе постапите храбро, како што сте постапувале претходно, и дека ако едноставно видите дека оваа политика не е за поддржување, ако евентуално се изгласа оваа влада, ќе знаете храбро и да излезете од истата. Најмногу од се, македонците мора да ја преиспитат политиката кон Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, затоа што дозволија да имаме влада каде што нема никаква контрола над процесите. Тоа е жално за една држава, жално за македонскиот народ. Во оваа говорница се спомнуваше многу за криминал. Ако се чудите каде е криминалот, еве ќе ви кажам директно. Патот Кичево-Охрид, реконструкција на патишта, набавка и продажба на струја, набавка на јаглен, провизии од сите министерство доминантно од економија, цари на провизии, 50% од дрвото веќе е распродадено на приватни бизнисмени затоа што цената ќе оди нагоре. За оваа година зборам. Имате милион грантови на фирми кои не го заслужуваат. Предплатени проекти за да се задоволат некои идеолози на Социјалдемократскиот сојуз и на Дуи. Марихуаната и наркотиците е веќе страшна тема за државата. Сите истраги во правообранителството на овој или на оној начин завршуваат со корупција и криминал. Да не должам многу, милион останати, слободно можете да си ги проверете, да побарате податоци и да видите дека овие се исправни тези. Овде се спомна еден циркус. Наводно ќе имаме ветинг за политичарите. Да, за ветинг за политичарите, меѓутоа, кога ќе опишувате законот, немојте да ги заборавите кумовите, старосватиците, братучедите, шоферите, другарите, ортаците, партиските органоци и така натаму и така натаму. Не се толку наивни овие од власта да се пријават на имотен лист што имат добиено. Имат некој двособен стан, некој скромно автомобилче и не знам што, некој мали заштеди. Парите се на друго место, треба да ги побарате, ви кажав каде. И тоа ќе биде вистинска борба со корупцијата, вистински ветинг, не уште едно замајување на јавноста. Почитувани, пред нас имаме изборна влада, но во суштина имаме јасна детекција на сите случувања кои ни се случуваат во државата. Македонскиот народ, ако сака да ја зачува својата држава, на изборите мора да ја казни оваа неработлива, корумпирана влада на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Благодарам. Објавувам пауза.